Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. На автопатот Неготино Велес пред наплатната рампа кај градско околу 17 часот се случи тешка сообраќајна несреќа. Во несреќата има и починати лица, а сообраќајот е во прекин. Ова се информациите кои до пред почетокот на дневникот ги прати од СВР Велес. Следуваат настаните на денот. Останете со нас. Професорот Вајнрајт истражува дали има живот во стратосферата над Македонија. До 31 мај земјоделците имаат можност да поднесат апликации за добивање на субвенции. Повеќе од 900 жени добиле медицинска консултација на Facebook страната Здрава бременост. На денешната трета лидерска средба на заедничка маса седнаа лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија. Целта на истата е наоѓање решение за излез од политичката криза во земјава. Следна средба е најавена за почетокот на идната недела. Во клубот на пратениците во Скопје се одржа двочасовна средба на лидерите на 4 најголеми партии во Македонија. На заедничка маса седнаа лидерот на владеачката партија Никола Груевски, председателот на СДСМ Зоран Заев, Али Ахмети од Дуи и Мендух Тачи за изнаоѓање решение за излез од политичката криза во земјата. Целиот тек на разговорите кои што се почнати од поодамна и го имаат тој формат, односно се дава предност на содржината и на возможните резултати во интерес на државата и на граѓаните, отколку на брифирање, на информации, на изјави. На денешната средба, на која како наблюдувачи присуствуваа амбасадорите на САД и на Европската Унија Джес Бејли и Иво Орав, Груевски и Заев ги информирале Ахмети и Тачи за минатонеделните разговори во Страсбур, во кои посредуваа европратениците Иво Вајгал, Едуард Кукан, Ричард Ховит и еврокомесарот Јоханес Хан. Следна лидерска средба е најавена за почетокот на следната недела. Љупчо Андоновски е наследникот на Сашо Мијалков како прв човек на УБК. Горанчо Савески ќе го замени Митко Чавков на местото прв човек на Бирото за јавна безбедност. Чавков ја напушти позицијата на директор на БЈП откако беше избран за министер за внатрешни работи. Официјално се очекува новите директори да бидат именувани на денешната владина седница. Предлозите за двете функционерски места во полицијата ги дава министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Промените на овие раководни позиции доаѓаат откако оставки на функциите поднесоа досегашниот директор на УБК Сашо Мијалков и поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Дали има живот во стратосферата над Македонија треба да покаже истражувањето на професорот Милтон Вајнрајт и неговиот тим од Универзитетот во Шефилд, Велика Британија. Тој заедно со македонски научници со своето истражување ја посети и општина Велес. Професорот Милтон Вајнрајт и неговиот тим од Универзитетот во Шефилд со своето истражување стигнаа и до Велес. Тие преку земање на мостри истражуваат дали постои вонземски живот во стратосферата над Македонија. Милтон заедно со македонски научници кои се дел од Славјанскиот универзитет наскоро ќе го направат и првиот експеримент со пуштање на пробен балон на висина од 30.000 до 40.000 метри, кој ќе ги собере микроорганизмите за кои тој смета дека доаѓаат од Вселената. Кога назад ќе ни се врати падобранот до нас, можеме да видиме дека ни донел микроорганизми кои што всушност доаѓаат од Вселената. Ние докажуваме дека тоа не се микроорганизми кои доаѓаат од земјата нагоре, туку од Вселената кон земјата, така што и кога ќе излезете надвор, врз вашата глава паѓаат ситни микроорганизми, но не грижете се. Професорот Вајнрајт и неговиот тим научници ја посети и општина Велес. Градоначалникот Жадиев на официјалниот прием се запозна подетално со истражувањата кои го опфаќаат и нашиот реон. Ова посета денеска ја искористивме да поразговараме за одредени карактеристики што се интересни за нашиот град, бидејќи професорот по вокација е биолог, меѓутоа се занимава со, ќе ви објаснувам покасно, со научни истражувања во кои е вклучена и нашата држава, конкретно во наредниот период, што е домен на неговата
на неговата професија. Инаку, досега ваквите истражувања покажале дека форми на живот биле пронајдени над Англија и во Аурора Бореалис над Исланд. Вајнрајт и неговиот тим сега се надеваат дека слични резултати ќе покажат истражувањата над Македонија. Инспекторите до јули идната година треба да положат испит за да добијат 6 годишна лиценца. Полагањето ќе ги опфати и оние инспектори кои имаат привремена лиценца. Сите кои сакаат да полагаат ќе мора да достават пријави со барање до инспекцијскиот совет. Инспекторите, но и оние кои тоа сакаат да станат, ќе треба до јули следната година да полагаат испит со што ќе се стекна со 6 годишна лиценца за работа. Инспекцијскиот совет денеска го усвои предлог правилникот за полагање испити и во тека подготовка на прашањата. Инспекторите кои имаат привремени лиценци и секој кој што сака да полага за инспектор ќе може да се пријави со барање до инспекцијскиот совет. Полагањето ќе се врши преку електронскиот систем. Сите кои до 1 јули оваа година биле распоредени на работното место инспектор се стекнале со привремена лиценца. Оние пак што нема да го положат испитот, нема да добијат привремена лиценца и може да им престане работниот однос. Новина е и тоа што инспекторите ќе се оценуваат на годишно ниво, што е основа за евентуално нивно наградување или губење на работното место. Претениците дискутираат за предлог законот за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, со кој треба да се создаде можност за докупна стаж за граѓаните на кои не им е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за периодот од 31 декември 2008. Денес треба да биде разгледуван на седница на Собранието на Република Македонија. Со овие измени и дополнувања, според предлагачот, се планира да се воведе законска можност, претежно за повозрастните категории граѓани кои најчесто ја изгубиле работата во периодот на 90-тите години, кога голем број компании се затвориле, а голем број луѓе останале без работа. Тие на тој начин ќе можат да го остварат своето право на пензија или пак на повисока пензија, со правото по повластена стапка да го докупат стажот за кој во компаниите во кои во минатото работеле не им биле платени придонеси, а кои во моментов не постојат, односно згаснале како резултат на стечај, ликвидација или од најразлични причини. Датумот кој е определен како граница за можност за откуп на стаж е поради фактот дека од 1 јануари 2009 започна системот на интегрирана наплата на плати и придонеси. Гужва пред вратите на канцелариите на подрачната единица на Министерството за земјоделство. Земјоделците во последен момент поднесуваат апликации за субвенции. Тие од 16 март можеа да поднесат барање за сите основни дополнителни мерки. Крајниот рок за поднесување на овие барања е до 31 месецов. Гужва пред вратата на канцелариите на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство можеше да се забележи денеска. Ова укажува на фактот дека земјоделците се заинтересирани и задоволни од субвенциите кои ги добиваат од државата за развој на земјоделието. Поголемиот дел од населението своите обврски ги завршува последниот ден. Така и во овој случај, земјоделците во 5 до 12 ги поднесуваат апликациите за субвенции. Се пријавува веќе 2 месеца и сите сакаме ние да дојдем последниот ден. Иначе субвенциите стварно помагаат во земјоделието, бидејќи знаеме овие 2-3 години имаме град, имаме поплави и барем ги покријат трошковите во самите трошкови ни покриваат. Со средствата кои ги добиваме од субвенциите, велат земјоделците, ќе можеме да ги изораме нивите, да ги наѓубриме насадите и да купиме семенски материјал. За субвенциите има многу голема помош конкретно за земјоделците. Иначе цената што е тотално ниска. Не си сплаќа човек да работи. Ево ја немам никаква машина, меѓутоа се плаќам. И кога ќе земеме на крајот резултатот, немам ама никаква печалба. Па нормално ги покривам трошоците, ако не е тоа ќе се откажеме. Тоа е нормално, да. Само ние чекаме последниот ден да предадеме све, што не е нормално. Субвенциите кога за орање може да се искористи. А другото, цената е ептен па ниска. И нема откуп. Ќе ни помогнат
упрскање, у едно, у друго, помош, секој пат е добре дојдена. Директните плаќања по површина земјоделско земјиште се пресметуваат на користени површини, кои земјоделското стопанство ги пријавува во барањето за директни плаќања, согласно пропишаните услови и барања. Право на користење на средства од програмата за финансиски развој во земјоделството имаат оние земјоделски стопанства кои се запишени во единствениот регистар во Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. Од 16 март, земјоделците имаа можност да поднесат барање за сите основни дополнителни мерки по површина земјоделско земјиште и грло добиток. Крајниот рок за поднесување апликација до 31 месецов. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство сметаат дека ефектот од субвенциите има. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, може да се забележи раст на извозот во последните години. Од јавното предпријатие Македонија пат соопштуваат дека утре на патниот правец Скопје-Велес од 52 до 53 километри после манастирите поради изведување градежни работи на пат, односно минирање, сообраќајот ќе биде во прекин од 10 до 12 часот. Во зависност од обемот на работите можни се повремени пропуштања на возилата. Од семенка до дрво, под ова мото основците од Велес се вклучија во акцијата Садница Плюс. Покрај едукативната и еколошка функција, акцијата има за цел поттикнување на екосвеста и културата кај младата генерација. Со засадување на семенки од дела започнува и годинешната акција Ден на дрвото засадија својата иднина. Учениците од основните училишта и големите групи во детската градинка денеска засадувајќи семенки од дела ја започнаа годинешната кампања Садница Плюс, која дел од акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Еколошката едукација е важен фактор за успешноста на акцијата. Затоа учениците прво се едуцираа како да се засади правилно семенката, а потоа и засадуваа. Ја ова семче го засадив така што првен во секцијата ставив малце почва, потоа направив дупче, го ставив семчето, го закопав и ја изрмнив почвата. Во секција ставивме земја и направивме мало дупче и ставивме семка од елка. И потоа го закопавме семчето и го полеваме со вода. Оваа акција покрај едукативната и еколошката функција го поттикнува и развивањето на екосвеста и екокултурата кај младата генерација. Учениците се презадоволни кога учествуваат во вакви акции. Задоволството е уште поголемо кога ќе видиме садница порасната, кога тие ќе имаат можност да видат што засадиле и да се грижат понатаму за нив. Велес е една од општините која активно е вклучена во досегашните 14 кампањи поврзани со акцијата Ден на дрвото. Целта на проектот всушност е и да се поттикне работа на далекосежна визија. Далекосежната визија значи дека тие не само во моментот да ги засадат семенките, туку и да се грижат понатаму за нив, а тоа пак представува дополнителна активност дека постојано треба да се во чекор со еколошката активност во училиштето и постојано треба да ги негуваат сите садници кои што се засадени од претходната година и оние што ќе следат после тоа. Секој ученик има за задача во наредните 3 години да се грижи за засадената семенка, од која ќе израсне млада елка, која потоа ќе ја засади во училишниот двор. Откако функционира официјалната Facebook страна на Министерството за здравство, здрава бременост, над 900 жени побараа медицински совет или консултација за текот на бременоста. Со овој проект се овозможува споделување корисни медицински совети преку директна и непосредна комуникација со докторите специјалисти со цел заштита на здравието на мајката и детето. Во изминатите 6 месеци откако функционира официјалната Facebook страна на Министерството за здравство, здрава бременост, над 900 жени побараа медицински совет или консултација за текот на бременоста и сите добија соодветен стручен одговор од доктор специјалист. На дневна основа, по еден доктор специјалист одговара на прашањата кои биле поставени во текот на денот. За таа цел, ангажирани се вкупно 30 доктори од неколку јавни здравствени институции. Станува збор за доктори специјалисти во областа на гинекологијата и акушерството, анестезиолози, како и специјалисти од областа на педиатријата, кои споделуваат стручни совети за грижи и нега на новороденчињата, со што соодветно се опфатени периодот на бременоста и постпородилниот период.
Прашањата се поставуваат во приватна порака на Facebook страната, одговорот се добива исто така во приватна порака, а одговорите на најчесто поставените прашања се споделуваат јавно со цел информирање на пошироката јавност за најчестите прашања за бременоста или постпородилниот период, како што се прашање за исхраната во текот на бременоста, во која недел од бременоста, кои прегледи треба да се извршат, физичка активност за време на бременоста, совети за доење и нега на новороденчињата. Со богата музичка и театарска програма ќе биде одбележан 55 годишниот јубилеј на најголемата културна манифестација во Република Македонија, фестивалот Охридско лето. Фестивалот свечено ќе биде отворен со големиот музичко-сценски спектакл Кармина Бурана во изведба на светски познат ансамбл од Шпанија. Со големиот музичко-сценски спектакл Кармина Бурана во изведба на светски познатиот ансамбл од Шпанија La Fura dels Baus ќе биде отворено годинешното јубилејно издание на фестивалот Охридско лето. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска потенцираше дека станува збор за ансамбл кој во својата тридецениска историја бележи стотици успешни настапи низ целиот свет со повеќе од 100.000 посетители. Уверена сум дека изведбата на кантатата Кармина Бурана, во која се применети нови мултимедијални технологии и која медиумите во светот ја оценија како необично уметничко патување, ќе ја освои стручната јавност и на македонската публика. Директорката на Охридско лето Елизабета Јанкуловска истакна дека токму тука во Охрид, во градот на културата, публиката ќе има прилика да ги почувствува врвните уметности и да види нови атрактивни содржини и големи звучни имиња. Голема е возбудата и обврската да се реализираат годинешново издание која носи тежината на јубилејните 55 години. Фестивалската историја запиша вкупно 3937 настани, од кои 1015 драмска и 2522 музички и повеќе од 400 настани од дополнителната програма. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски го нагласи фактот што фестивалот Охридско лето долги години културно не издигнува и промовира на меѓународен план, а военно допринесува за развојот на туризмот. Токму тоа, како што посочи Бакрачевски, не обврзува да помагаме во креирањето на успешни фестивалски изданија. Кај нас секогаш е присутна свеста за значењето на оваа врна културна манифестација и во пресред и исчекување на 55-тото фестивалско издание. Можам да кажам дека и овој пат Општина Охрид во рамките на своите ингеренции и можности ќе даде максимална поддршка за негова успешна реализација. Овој наш престижен фестивал годинава слави 55 годишен јубилеј и веќе 55 години е препознатлив белег на македонскиот културен идентитет. Според шефовите на дипломатиите на Бугарија и Хрватска, Европската унија треба да се ангажира поактивно во Македонија. Министерот Спасов во Чешка идниот месец Баскерфест во Скопје, вести од Македонија. Европската унија треба поактивно да се ангажира во решавањето на актуелната политичка криза во Македонија, се согласиле шефовите на дипломатиите на Бугарија и на Хрватска, Даниел Митов и Весна Пузиќ, на вчерашната средба во Софија. Двајцата министри оцениле дека не смее да се доведе во прашање територијалниот интегритет на Македонија и незината евроатлантска перспектива. Неопходно е јасно и категорично ангажирање на целата Европска унија во процесот за надминување на политичката криза во Македонија и воспоставување на трајна политичка стабилност, што ќе ги гарантира граѓанскиот и меѓуетничкиот мир, како и територијалната целивост на земјата, изјави Митов на заедничката пресконференција со Пусиќ. Хрватската вице-премиерка и министер за надворешни работи и европски прашања Весна Пусиќ рекла дека решавањето на кризата во Македонија може да се постигне само низ диалог и соработка, како и низ позасилено присуство на европските институции во земјата. Фестивалот на улична уметност Баскерфест годинава ќе биде одржан од 12 до 13 јули. Карванот на фестивалот, кој оваа година го прославува 10-тиот роден ден, според најавата на организаторите, ќе понуди одлична баскер програма, надополнета со музика, не само за Скопје, ни туку и за цела Македонија. Најавено е учество на околу 100 баскер изведувачи од целиот свет, секој од нив атрактивен на свој начин, а покрај уличните артисти, како и секоја година, тука се музичките настапи во пивската градина, жонглери, брейкденсери, одење по жица, куклен театар, перформанси со оган, се само дел од она што се очекува на Баскерфест 2015.
Министрот за труд и социјална политика Диме Спасов и неговата чешка колешка Михаела Марксова денеска во Прага потпишаа меморандум за соработка од областа на трудот, вработувањето и социјалната политика. Како што соопшти денеска Министерството за труд и социјална политика, Република Македонија и Чешката република имаат заеднички интерес за развивање на соработката и пријателските односи. Со склучениот меморандум се предвидува и започнување заеднички проекти, организирање конференции, семинари и студиски посети. Во пожар во дом за стари лица во Кина 38 загинати, најмалку 4 загинати во поплави во Тексас, 13 загинати во торнадо во Мексико. Повеќе детали за вестите од светот во продолжение. Во пожар изминатата ноќ во дом за стари лица во централна Кина 38 лица загинале, а 6 се повредени, јавува Синхуа. Пожарот се случил во провинцијата Хенан, јавуваат локалните медиуми. 2 повредени лица се во болници и се во критична состојба. Пожарите и индустриските несреќи во Кина се чести поради непочитување на безбедносните стандарди. Во последните денови во поплавите во Тексас загинаа 4 лица, откако 14 годишно дете беше пронајдено удавено во одводен канал во предградието на Далас, Десото пренесе Мија. Во неделата беше откриено тело на маж во недонената река Бланко, а во саботата беше пронајдено тело на една девојка. Во популарниот туристички центар Вимбелди Вели 12 луѓе се водат за исчезнати во недојдената Бланко Ривер. Нивото на водата во реката за 1 час се искачила за приближно 8 метри и урнала вила и мост. Во 24 окрузи на Тексас прогласена е вонредна состојба. Трinaest луѓе го загубија животот, а повеќе од 230 се повредени во торнадо кое го погоди северот од Мексико. 10 од загинатите се возрасни, а 3 се деца. Изненадниот налет на ветер оттргнал бебе од рацете на мајката и исчезнало во торнадото, кое е прво торнадо во таа област после 100 години. Невремето уништи илјадници домови, оштети голем број автомобили и јавни објекти. Торнадото се движело со брзина од 270 и 300 км на час, а траело само 6 секунди. Спасувачките екипи пребаруваат по турнатините, а се уште се трага по едно 7-годишно дете. Властите отворија 3 привремени престојувалишта за сите оние кои останаа без своите домови. Повеќе од 800 загинати во топлотен бран која зафати Индија. Во некои делови од Индија температурите го достигнаа 50-тиот степен. Високите температури предизвикале и топење на асфалтот на патиштата. Најголемиот дел од жртвите се на возраст од 50 на години од редовите на работничката класа, кои се изложени по цел ден на сонце. Сувото време и отсуството на дожд трае од средината на април, но најголема смртност е забележана во теков на изминатава недела. Можноста за нови жртви не е исклучена, затоа што метеоролозите предупредуваат дека високите температури ќе продолжат и во текот на оваа недела. Димитриевски потпиша за Чургу плей-оф финале во петок, Македа 3 години во Вардар. Повеќе од домашниот спорт во прилозите што следат. Младиот македонски ракометар Дарко Димитриевски својата кариера ќе ја продолжи во унгарскиот прволигаш Чурку. Тој во новата средина пристигнува од Шпанија од Асобала лигата, академиративе 2 години беше дел од екипите на Пуерто Сагунто и Адемар Леон. Со Чургу кој сезонава ја заврши како четврт пласиран, 22 годишниот велешанец се договори за едногодишна соработка со можност за уште една потоа. Димитриевски играч кој постојано се наоѓа на поширокиот список на селекторот Ивица Обрван, но засега нема добиено посериозна шанса за да се наметне во националниот тим. Финалната серија од кошаркарскиот плей-оф меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Куманово ќе стартува во петок на 29 мај. Серијата се игра по 3 победи во максимални 5 надпревари. Според календарот, првиот надпревар се игра на 29 мај во спортскиот центар Јане Сандански, а во недела е вториот дуел во Куманово, а третиот надпревар се игра на 2 јуни во Скопје. Евентуалните следни надпревари се закажани за 5 и 7 јуни.
Утре пак ќе почне и финалето во женска конкуренција, а во борба за шампионската титула играат Бадел и МНА Кожувчанка. Финалето се игра во 2 победи, а можни се максимални 3 надпревари. Најпривлечниот надпревар во плејоф од машката Суперлига ќе се одигра утре во 19 часот. Зомимак на својата интернет страница извести дека ќе го пречека актуелниот шампион во малата сала во училиштето Димитар Влахов, кој има капацитет до 400 седишта. Поради малиот капацитет, Струмичани пуштија во продажба само 100 билети, кои ќе се продаваат по цена од 100 денари. Нормално, не станува збор за услови за гостински навивачи, затоа Зомимак ќе има 100% поддршка во овој меч. Место за продажба на влезниците, канцелариите на Зомимак во трговскиот центар Глобал во Струмица. Целта е победа со повеќе од 1 гол разлика, затоа што на првиот меч во автокоманда Металург славеше со 22-21. Хорхе Македа и официјално е на новото заселување за ракометарите на Вардар, чиј дрес ќе го носи до јуни 2018 година. Досегашниот играч на Нант им се придружи на соиграчите од шпанската репрезентација Штербик и Душебаев, кому ќе му конкурираат на позицијата десен бек по завршувањето на договорите на Стефан Терзик и на Владимир Петрик. Македа има 26 години, висок е 197 см и тежок 105 кг. Кариерата ја почна пред 10 години во Барселона, пошто во Шпанија играше за Алкобендас и за Арагон, со кој во 2012 година стигна до полуфиналето на тогашниот куп на куп победниците. Во последните 3 сезони настапуваше за Нант, со кој има трето место од завршниот турнир во купот на ИХФ во 2013 година. Хјустон славеше над Голден Стейт со 128 наспроти 115 и ја забележа првата победа во финалната серија во Западната конференција. Анџелоти повеќе не е тренер на Реал Мадрид. Елица Радавска со повеќе детали за меѓународниот спорт. Хјустон славеше над Голден Стейт со 128-115 и ја забележа првата победа во финалната серија во Западната конференција. Голден Стейт има предност од 3:1, а наредниот надпревар ќе го игра на домашен терен. По 3 порази во финалната серија, екипата на Хјустон успеа да слави и да ги задржи шансите за пласман во големото финале. Најдобриот играч на Хјустон во клучниот момент ја презеде одговорноста и со 45 поени, 9 скока и 5 асистенции го предводеше тимот до победа. Покрај Харден, кај Хјустон се истакнаа Джош Смит со 20, Тревор Ариза со 17 и Двајт Хауард со 14 поени и 12 скокови. Голден Стейт го предводеше Клей Томпсон со 24 поени. Поен помалку постигна Стеф Кари, а Дреймонд Грин имаше учинок од 21 поени и 15 скокови. Фудбалскиот клуб Реал Мадрид потврди дека Карло Анџелоти повеќе не е тренер на овој клуб. Првиот човек на Реал, Флорентино Перес, се сретнал со тренерот и му соопштил дека мора да му врачи отказ. Одборот реши да му врачи отказ на Анџелоти. Наредната недела ќе објавиме кој ќе биде новиот тренер на Реал Мадрид, рекол Перес. Анџелоти пред 2 години го наследи Жозе Мориньо. Лани на клубот му донесе 10 титули во Лигата на шампионите, но во 2 сезони не успеа да ја освои шампионската титула во домашното првенство. Според медиумите, во потесниот избор за нов тренер се Рафа Бенитас и Јерген Клоп, додека за Анџелоти се говори дека ќе се врати во Милан. Најефикасниот кошаркарски тренер Желјко Обрадовиќ потпиша нов двогодишен договор со екипата на Фенербахче. Стратегот е еден од најзаслужните за пласманот на завршниот Final Four турнир во кошаркарската Евролига. Српскиот тренер во редовите на Фенербахче работи од 2013 година и досега ги освои трофеите во турскиот шампионат и Суперкупот. Предходно тој 13 години беше тренер на Панатенајкос, а работеше и во Бенетон, Реал Мадрид, Хувентуд и Партизан. Денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови.
Почитувани гледачи, ова беше последната информација за денес. Имајте пријатна вечер.